Непосредно по одлуките на првото заседание на АСНОМ и одлуката за прогласување на Македонија како федерална единица во Федеративна Југославија, пред британската дипломатија повторно како феникс воскреснало македонското прашање. Прашање кое во себе пред се го содржало обединувањето на македонскиот народ во сите три дела на Македонија и можело да го поремети статус квото на Балканот за кое најмногу се залагала Велика Британија. Во таа новонастаната политичка ситуација на Балканот, формирањето на Федерална Македонија пред британската дипломатија се отворило прашањето за следните чекори кои би можеле да бидат преземени од страна на АСНОМ. Тие не биле убедени дека тоа прашање ќе остане во рамките на донесените одлуки од второто заседание на АВНОЙ. Од тие причини, од експертите на Дирекцијата за истражување на Министерството за надворешни работи било побарано да изготват документ за Македонија, како и предвидувањата за можниот развој на настаните. Тие биле согласни во едно. Формирањето на македонската држава во Федеративна Југославија не го исклучувало прашањето за обединување на Македонија. Првото заседание на АСНОМ се случи на 2 август 1944 година. На него присуствува и представници на сите војни мисии кои што беа на територијата на Македонија. Присуствува и британската војна мисија. На заседанието сите говорници излегоа со ставот дека Македонија треба да биде самостојна и обединета држава по ослободувањето. Оваа информација веднаш по завршувањето на заседанието беше пренесена до централата во Каиро, а потоа и во Лондон, од каде што пристигна информација дека треба веднаш да се пристапи кон испитување на она што и како може да се развива македонското прашање. Затоа експертите на Foreign Office изготвуваат еден документ во кој што се дадени сите основни карактеристики на Македонија како територија. Британските мисии во текот на Втората светска војна кои што делуваат на овие простори, значи на Балканот, случувајќи Македонија, да речеме сегашниот дел, во егејскиот дел на Македонија, значи даваат една реална слика до нивните институции. Тоа ќе ги натера да во текот на крајот на 1944 година, особено по формирањето, односно организирањето на првото заседание на АСНОМ, кога македонскиот народ дојде во позиција да го ревалоризира оној труд дотогаш или желба на македонеца да се појави на историската сцена како ентитет, субјект, а не како дотогаш како што беше едноставно есапен како објект на политичката сцена. Англичаните ќе побараат, значи Министерството за надворешни работи на Англија ќе побара од одредени структури да дадат еден комплетен извештај за состојбата во Македонија. Таков извештај не дека есента ќе биде изготвен од службеници, познавачи на состојбите на Балканот и особено во Македонија, и велам особено по конституирањето на македонската држава, бидејќи со АСНОМ веќе Македонија станува дел, иако тоа не е признаено, но таа представува дел од антифашистичката коалиција, бидејќи со АСНОМ Македонија доби внатрешен некој легитимитет. Имаше македонско национално раководство. Имаше македонска народно-ослободителна војска која беше ставена под команда на главниот штаб. Значи, во некоја форма која што меѓународно не е признаена, но едноставно Македонија де факто беше дел од антифашистичката коалиција. Во овие извештаи, значи британски извештаи за состојбата во Македонија, во многу прецизни детали се осврнува на вкупната состојба, особено после АСНОМ, бидејќи се појавуваат одредени струи кај македонската интелигенција, македонското раководство да настојуваат прв се доживува Македонија како самостојна, како држава која што се разбира со одлуките на АВНОЙ се вклопува во Југословенската федерација, поставена на некаква поинаква основа, каде што македонскиот народ или Македонија ќе биде дел од таа рамноправна федерација како што ќе биде Србија, Хрватска, Словенија, Босна и така натаму и останатите републики. Пред британската дипломатија се отворило македонското прашање, односно оној дел за обединувањето на македонскиот народ во деловите на Македонија, и тоа пред се поради интересот на Велика Британија да ја задржи статус кво ситуацијата на Балканскиот полуостров
Велика Британија сметала дека прашањето за обединување на Македонија не одговара на низината политика, односно барала надлежното Министерство за надворешни работи за да изработи еден извештај со кој што ќе се предвидат можните идни случувања и дека прогласувањето на македонската држава ќе излезе од рамките на одлуките од второто заседание на АВНОј. Во тоа насока бил изработен еден извештај до 24 август 1944 година. Во извештајот се опишуваат географските, геостратешките, геофизичките и етничките карактеристики на населението во Македонија, односно се проследува историјата на Македонија од античкиот период па се до заклучно со Втората светска војна. Бараниот документ бил изработен од експертите на политичко-истражувачкиот оддел на Министерството за надворешни работи на Велика Британија до 24 август 1944 година. Во него, во 52 става, се разработувале географските, геофизичките, геостратешките и етничките карактеристики на населението. Според географските карактеристики, Македонија ги вклучува следните области кои ги наводнуваат реките и притоките: Вардар и Бистрица на запад и места и Струма на исток. Нејзините приближни граници се Родопските планини и планината Рила североисточно и северно од Скопје Шарпланина. На југ се протега кон езерото Охрид и Преспа и венецот на Пинд, планината Камвунија, планината Олимп и Егејското море. Македонија е предимно планинска. Единствените плодни рамнини се наоѓаат во низинските делови на главните реки. Се верува дека минералните ресурси се големи. Железо, олово, магнезит и манган се пронајдени во многу делови, а пред се предпоставува дека резервите на хром се големи. Посебно треба да се нагласат две работи. Областа лежи во центарот на Балканскиот полуостров. Низ нејзината територија, сечејќи го Вардар, поминуваат два од главните пата, преку полуостровот северо-јужната рута од Дунав до Морава и продолжува до Вардар и до Егејот, и западно-источната рута од албанскиот брег покрај северниот брег од Егејот до Цариград. Сите македонски патишта водат кон Солунскиот залив. Ова е целосната вистина за Западна и Јужна Македонија, каде планините ги блокираат сите други патишта и дури североисточна Македонија тежне е да обезбеди трговија преку Солун, што се должи на недостигот од пристаништа во непосредна близина на брегот. Во однос на населението, експертите ќе истакнат: населението со векови е мешавина на раси кои зборуваат различни јазици. Од тука кулинарската импресија Маседоан за мешавина од различни делови. Никогаш не постоела веродостојна лингвистичка или расна статистика за Македонија. Тоа се должи пред се на неписменоста на голем дел од населението и на незапирливоста на националното непријателство, што било причина властите да ги прилагодуваат бројките спрема нивната сопствена желба и селаните да се идентификуваат себе си така како што се чувствуваат сигурни. Очигледно, во многу случаи самите селани не знаат што се. Главно 6 народи ја населуваат Македонија. Имајќи ја предвид нивната, веројатно бројчана големина, во 1938 година тие се грци, словени, албанци, турци, евреи и власи. Грците од Југословенска и Бугарска Македонија, кои се до 1912 година сочинуваа голем дел од градското население, до 1938 година станаа бројчено беззначајни. Од друга страна, голем дел од Егејскиот брег беше грчки, населуван континуирано уште пред христијанската ера. Грчките елементи во Македонија се зголемија меѓу 1919 и 1928 година со околу 600.000 бегалци од Мала Азија и Источна Тракија. До 1938 година предоминантното мнозинство во грчка Македонија го сочинуваа грците по религија православни и национално свесни, вклучувајќи и бегалци во помал број,
кои зборуваат турски, но беа православни и со грчко чувство. Под Б. Словените во 1938 година формираа големо мнозинство во Југославија и Бугарска Македонија и мали остатоци во Грчка Македонија. Пред 1870 година тие беа само дел од сиромашно христијанско население кое зборувало словенски, од кое поголемиот дел беа православни. Исто така имаше и муслиманско малцинство кое зборуваше турски. Во тие извештаи децидно ќе биде наведено прво етничката територија на Македонија, значи рамките во тие извештаи стојат и рамките дека македонската етничка територија се протега значи на север од Шар планина, на исток оди кај Пирин планина, доле на југ према планината Олимп и така натаму, значи на запад оваа територија сега што имаме, значи тие граници и оние тие граници ги воочуваат. Дава сериозни и прецизни податоци дека населението во тој период, односно во период не дека од 1919 година па наваму, значи до Втората светска војна, дека населението претежно е македонско. Дури дава податоци дека околу 1.400.000 на таа територија се македонци, околу 400.000 се грци, што е резултат и на таа размена на населението што се случи во 1919 и 1923 година, значи меѓу Бугарија и Турција, и Грција, и потоа Грција и Турција, значи тоа се тие етничките промени, но има и еден извесен дел на власи, се разбери и турци кои остана на оваа територија. Во 1870 година беше формирана Бугарската екзархија и тоа создаде шизма меѓу нејзините приврзаници и оние на Грчката патријаршија. До 1912 година, поголемиот дел од властите изразуваа спремност овие македонци кои зборуваат словенски и се припадници на екзархијата да бидат асимилирани по чувство кон Бугарија. Иако на север беа оние чие чувство беше српско, а насекаде постоеа некои кои отворено се изјаснуваа само за македонци. 23 години од југословенското српско управување ја намали врската со Бугарија, но политичкото чувство на македонските словени било прикриено. Под В. Албанците, иако се наоѓаат по на исток, главно се концентрирани по западната граница на Македонија. Поголемиот дел од овие албанци се мохамеданци, иако извесен број на север се католици, а некои од нив во Грчка Македонија се православни. Под Г. Турците од Македонија се патетични остатоци на некогашната доминантна класа. Турците исчезнаа од Грчка Македонија со размената на населението меѓу Грција и Турција. Исто така, поголем дел ја напуштија Југословенска Македонија, но во 1938 година се уште имаше турски елементи кои живееа по течението на реката Вардар и во градовите. Се чини дека тие се без национални амбиции и се предаваат на нивните подредени услови. Под Д. Евреите од Македонија во 1938 година скоро сите беа концентрирани во Солун. Во Југословенска Македонија имаше неколку илјади евреи во градовите. Под Ѓ. Власите или куцовласите се остатоци од некогашните романизирани трачани или илири. По религија тие се православни. Тие водат сточарски живот во планините на Западна Македонија, во Грција и во Југославија и се посебен затворен свет. Исто така, влашки елементи има во градовите, но тие се на пат да исчезнат од асимилацијата на нивните градски соседи. Проценките на различните раси во Македонија во 1912 година е како што следува. Словени 1.500.000, турци 400.000, грци 300.000, власи 200.000, албанци 120.000, евреи 100.000. Во однос на историјата на Македонија, експертите на Foreign Office ке истакнат. Македонија била елинизирана околу 9 век пред нашата ера од грчки колонисти. Во 4 век пред нашата ера, Филип и Александар Велики, кралеви на Македонија, ги ставија под своја управа грчките градови и држави на македонскиот брег и на јужна Грција.
Оваа проширена Македонија стана римска провинција во вториот век пред нашата ера. При крајот на 4 век од нашата ера, таа беше вклучена во источната, тоест византиската половина од империјата. Од тогаш, цела Македонија зборува грчки, освен северниот дел во близината на Скопје, кој зборува латински. Новиот елемент пристигна во 6 век со словенските освојувачи, кои во голема мера го истиснаа населението кое зборуваше грчки и латински од внатрешноста и се распространија на брегот на устието на Вардар. Во текот на 10 век, бугарскиот цар ја прошири својата доминација преку цела Македонија, освен брегот, и формира бугарска патриаршија во Охрид. Во 1019 година, императорот Василий II ја задуши бугарската моќ и Македонија остана византиска провинција до 1186 година. Од тогаш до 1372 година Македонија беше предмет на несогласувања меѓу Византија, бугарите и латините и на крајот беше инкорпорирана во краткотрајната српска империја на Стефан Душан, чиј главен град беше Скопје. Во 1372 година на сцената стапија османлиите и во 1430 година со заземањето на Солун, кој беше грчки за целиот период на словенската управа на крајбрежниот појас, тие го завршија турското поробување на Македонија. Во однос на османлиското владење со Македонија ќе истакнат. Повеќе од 5 векови Македонија беше дел од Отоманската империја. Од 1453 година па натаму, нејзиното православно население од сите националности беше колективно класифицирано како народи на Румелија и сите беа подведени, сепак не сите, под црковна јурисдикција на екуменскиот патриарх од Цариград. Отоманското робство ја збогати Македонија со два нови додатоци: воените муслимански турски колонисти од Анадолија и еврејските бегалци кои зборуваат турски протерани од Кастилја, на кои отоманската влада им даде нови домови во Солун. Со настапувањето на западната идеологија на национализмот во 19 век, народите во Македонија се раздвижија. Современата форма на македонското прашање беше последица на формирањето на бугарската екзархија во 1870 година. Отоманската влада, под дипломатски притисок на Русија, го одобри формирањето на автокефална бугарска црква со скоро сите територии кои од 1885 година беа вклучени во Бугарија, со придодавање на Ниш и осигурувајќи се дека и други области може да бидат анектирани кон екзархијата ако 2/3 од нејзините жители изразат желба. Грчкиот патриарх од Цариград се спротивстави на оваа иновација и на крајот го екскомуницира екзархиското свештенство како шизматичко. Потоа следуваше 40 годишна војна на нож меѓу патриаршистите и екзархистите во поголемиот дел на Македонија. Грците и бугарите употребуваа свештеници, учители и вооружени банди на комити во борба за формирање на нивни етнички аспирации, очекувајќи го колапсот на европска Турција. Омразата кон турската управа стана помала отколку омразата кон христијанските соседи. Во однос на мировниот договор во Сан Стефано, кој беше потпишан на 3 март 1878 година, експертите на Министерството за надворешни работи на Велика Британија ќе истакнат дека истиот бил наметнат од Русија на Турција и истиот обезбедуваше формирање на бугарско кнежевство во кое требаше да влезат делови од денешна Албанија и Србија и цела Македонија, освен долината на Бистрица, Солун и полуостровот Халкидик. Меѓутоа, во Берлин, силите вознемирени од руската политика драстично го променија односот од Сан Стефано и го потврдија турското поседување на цела Македонија, каде што продолжи анархијата под турците во наредните 34 и повеќе години. Бугарите не можеа да заборават дека во Сан Стефано на нивната држава и беа ветени територии кои би ја направиле доминантна на Балканот, со што би ги анулирале грчките амбиции во Македонија. Понатаму продолжуваат.
по 1878 година привлекоа македонски словени и успеаја да добијат неколку бискупии за нивната екзархија. Кон крајот на векот и србите се приклучија кон борбата и дури од далечената Романија ги помагаше куцовласите. Во оваа борба, сите против сите, Отоманската империја можеше да се потпре само на лојалноста на три елементи – албанците, турците и евреите. Тие го возобновија пазарењето на една раса на сметка на друга и освен русите, другите големи сили не се интересираа за тоа. Во однос на почетокот на организираното водење на национално-револуционерната борба, тие ќе истакнат дека во 1895 година од македонските бегалци во Софија се формира Врховен комитет кој бараше анексија на Македонија кон Бугарија. Во 1896 година беше формирана внатрешната македонска револуционерна организација ВМРО, чија цел беше автономија на Македонија и чии лидери, иако словени, со години се обидуваа да одржат пријателски односи со сите националности, дури и со турците во Македонија. И покрај збунувачките промени на овие две организации во последните 40 години, овој раскол стана постојан. Врховистите го застапуваа бугарскиот национализам, ВМРО се до неколку години по 1919 година се застапуваше за автономија на Македонија и некои членови од организацијата никогаш не се откажаа од тоа, додека други преминаа на страната на врховистите. Експертите ќе потенцираат. Обидите на силите да постигнат мир со меѓународна контрола на финансиите и жандармеријата стори малку за да ги спречи внатрешните расни борби. Големите надежи полагани во младотурската револуција, која промовираше слобода и еднаквост на сите раси и религии во Турција, набрзо предизвика разочарување. Борбата на националностите беше обновена. Но во 1912 година балканските држави за прв пат одлучија самите да го решат македонското прашање. Резултатот беше Балканскиот сојуз од 1912 година и војната што следуваше. Во првата Балканска војна, бугарските трупи главно беа насочени источно и поради тоа окупираа малку од Македонија, но речиси цела Тракија, додека Србија ја прегази долината на реката Вардар и Северна Албанија, а грците ја окупираа Јужна Македонија се до и повеќе од посакуваното Солунско пристаниште. Меѓутоа, големите сили се согласија да се формира албанска држава, а како последица на тоа, Србија беше исфрлена од албанскиот брег. Само што беше склучен мирот со Турција на 30. мај 1913 година, започна расколот меѓу балканските сојузници. Србија докажуваше дека исфрлена од Северна Албанија, која таа се надеваше да ја добие, мора да има поголем дел од Македонија. Бугарија застана против Србија за заштита на нејзиниот дел од договорот, потенцирајќи дека Грција добила многу повеќе од пленот отколку што тоа го покажува нејзината војничка јачина. Србија и Грција, поседувајќи ја Македонија, склучија договор за меѓусебна помош. Не беше направена никаква молба до царот за арбитража. Сојузниците се подготвуваа да се борат меѓусебно. Бугарите ги нападнаа србите и грците, но беа отфрлени и исто така мораа да ја издржат турската и романската инвазија во нивната заднина. Со Букурешкиот договор, србите ја добија скоро целата Вардарска котлина заедно со Охрид и ветување од Грција за економски излез на море, на Солун. Грција ја доби цела Јужна Македонија, Солун и Егејскиот крајбрежен дел, се до над Места. Од Македонија Бугарија доби само мала и планинска област, опфаќајќи ги речните котлини на Струмица, Средна Струма и Горна Места. Огорчени од неуспехот на сите нивни планови, бугарите чекаа погодна пригода да ја променат одлуката од 1913 година. Исто така беа огорчени и нивните македонски соработници. Автономистите со поделбата на нивната земја увидоа дека нивните надежи се уништени.
Врховистите ја видоа Македонија одделена од мајката земја Бугарија. Повторна шанса на Бугарија и се укажа во 1915 година, кога таа им се придружи на Централните империи и беше наградена со окупирање на цела Македонија и источниот дел од Грчка Македонија. Државата беше бугаризирана. Беа донесени бугарски свештеници и учители и словенското население мораше да ги промени презимињата кои завршуваа на ич во ов. Во 1919 година сето тоа беше уште еднаш променето. Србите и грците повторно се вратија. Ов му отстапи место на ич. И Бугарија мораше да ја отстапи струмичката долина на Србија, сега Југославија. По 1918 година Грција и Југославија водеа различна политика спрема македонските немири, кои скоро секогаш беа дело на словените. Грција со договорот во НЕИ договори размена на населението со Бугарија на тој начин, обезбедувајќи преместување на сите, освен на неколку илјади словени од Источна Македонија. Таа ги остави словените од Западна Македонија во нивните села, обезбедувајќи ги нив со грчки училишта. Огромното навлегување на грчки бегалци од Мала Азија брзо ја комплетира елинизацијата на Грчка Македонија. Но Србија тврдеше дека нејзините македонски словени се срби, на кои им се потребни неколку години воспитување за да бидат свесно благодарни за тој факт. Искуството од југословенската влада, меѓутоа, предизвика македонците жестоко да се жалат до друштвото на народите и пошироко во светот. Тие изјавуваа дека управата е неспособна, корумпирана и брутална, средствата за комуникација жалосни како никогаш дотогаш. Државниот тутунски монопол беше угнетувачки за одгледувачите, владините служби затворени за школуваните македонци. Владата, не верувајќи им на македонците, во 1920 година им испрати службеници, доктори и правници од Србија, исто така ја примени аграрната реформа во корист на колонистите од Србија. Бидејќи платите на службениците беа мали, условите за живот примитивни, а шансите за унапредување зависеа од партиските интриги, најнепожелните лица во српските граѓански служби беа испраќани во Македонија. Природниот ефект од ова воспитување е тоа што се предизвика силен отпор на ВМРО, при што Југославија беше непријател број 1, ќе констатираат експертите. Според нивните анализи, делумно од сожалување кон ВМРО, делумно од неспособност во скоро демилитаризирани услови да ја контролира ВМРО, Бугарија на организацијата и даде одврзани раце да оперира во и надвор од областа Петрич. Во самата ВМРО, во оптек беа две тенденции. Едно крило, предводено од Иван Михајлов, очигледно соработуваше со бугарските шовинисти. За возврат на таа помош, тие дејствуваа како терористи на бугарската политичка полиција и ги отстрануваа видните луѓе кои се залагаа за либерална политика или покажуваа знаци на добра волја спрема Југославија. Другото, предводено од Тодор Александров, се залагаше за македонска независност со акција. Во 1924 година беше формирано трето движење од страна на Влахов, македонец, во врска со советската влада, со кое известно време беше близок Александров и кое работеше за автономија на Македонија во рамките на Балканската федерација. Во Виена излегуваше периодичното списание Балканска федерација, кое ја пропагираше таа програма. Ниту автономијата, ниту советското влијание им одговараа на бугарските националисти. Од тие причини Александров беше убиен. Генерал Протогеров, кој политички ја наследи и кој фактички ја уживаше поддршката на големиот дел македонци во Јужна Југославија, исто така беше убиен. Историјата на ВМРО, што следуваше, представува очајнички отпор кон југословенскиот режим и крвава внатрешна борба. Во време на Михајлов, кој одржуваше врски со Павелич и хрватските терористи и се зборуваше дека бил финансиран од Италија, нападите на ВМРО во Југославија беа толку жестоки,
што југословенската влада мораше да изгради систем од бодликава жица и безброј бараки по должината на бугарската граница и дури ги ангажира локалните селани да ги одбиваат нивните ослободители се додека на крајот тие не ја победија организацијата. Ситуацијата представуваше еден маѓепсан круг. Југословенската влада истакна дека тие не можат да дозволат поголема слобода на Македонија, додека е присутна опасноста од ВМРО. Кралот Александар по 1929 година се обиде да го реши проблемот. Многу службеници беа сменети. Здравствената служба направи чекори во сузбивање на маларијата. На селаните кооперанти им беа дадени кредити. Тие подобрувања беа подготовка за патот на кралот да стапи во контакт со бугарскиот крал Борис во 1933 година. Сето тоа било придружено со формирање на владата на Кимон Георгиев во Софија во 1934 година, што резултирало со забраната на ВМРО во Бугарија и крајот на затворените граници. Се покажало дека бугарското јавно мислење станува се повеќе и повеќе помирено со губењето на Македонија. Во меѓувреме, Михајлов побегна во Турција, но ја носеше сатисфакцијата од сознанието дека еден од неговите атентатори го уби кралот Александар во октомври 1934 година. Експертите ќе нагласат, британскиот вице-конзул во Скопје заклучува во ноември 1940 година дека мнозинството од словените и турците на Југословенска Македонија се автономисти. Само мал дел од словените се уште се надеваат за анексија од Бугарија. Во анализата на окупацијата на Македонија во текот на Втората светска војна, експертите истакнуваат: во 1941 година Бугарија уште еднаш ја окупира цела Југословенска Македонија, освен горниот тек на Вардарската долина над Скопје, како и источниот дел на Грција и некои делови од Западна Грчка Македонија. Поголемиот дел од Западна Македонија беше окупиран од италијаните, а Солун беше цврсто под германска контрола. Илјадници грци беа масакрирани во Источна Македонија, други беа депортирани во Бугарија и уште повеќе побегнаа во Јужна Грција. Бугарската влада започна систематско заменување на мртвите, депортираните или избеганите грци со бугари. Во Југословенска Македонија такви суровости не беа преземени, но бугарите не покажаа обзири спрема македонските аспирации за автономија и поставија бугарски службеници, учители и свештеници, не само македонци кои долго живееле во Бугарија, туку и луѓе кои немаа никакво македонско потекло. Илјадници срби побегнаа во Србија. Населението доби право да се одлучи за бугарска или за нивната претходна националност. Ако ја избереа последната алтернатива, тие требаше да емигрираат. Од Солун и југословенските градови имаше депортации на евреите во непозната дестинација. Интересни се анализите на експертите на Министерството за надворешни работи на Велика Британија во однос на конфликтните интереси на балканските држави кон Македонија. Во тој контекст тие ќе истакнат: пода, југословенскиот интерес во Македонија е српски, без удел на хрватите и словенците, освен индиректно. За Србија, Моравско-Вардарскиот пат до Солун е географски природен пат до морето, блокиран со грчкото поседување за излез. По долги дискусии, договорот од 1929 година на Југославија и даде мала слободна зона во Солун со слободна употреба на железничката пруга кон Гевгелија, но под зависност на грчката сувереност за одржување на зоната и железничката пруга. Се чини југословенските власти ја сметаа зоната во грчкото пристаниште незадоволителна и негуваа надеж да го добијат Солун целосно, надеж која беше моментално реализирана на 25 март 1941 година, кога Хитлер им го вети Солун за нивното пристапување кон неговиот нов поредок. Српските етнички и историски барања кон Македонија, иако жестоко поддржувани, се слаби. Србите не заборавија дека Скопје беше главен град на Српското царство во 14 век. Но тоа царство беше мултирасно
и со краток век. Единствено на север, во близината на Скопје, може да се каже дека македонските словени се предоминантно срби по национално чувство. Во однос на грчките интереси ќе истакнат. Прво, Грција има етнички интерес. Солун и поголемиот дел од областа беа населени со грци уште пред христијанската ера. Во 1913 година Грција го доби поголемиот дел од внатрешноста населена со негрчко население. По 1919 година карактерот на населението се промени со преместување на муслиманите кои зборуваат турски и најголем дел на бугари и со прилив на огромен број грчки бегалци. Грчка Македонија во 1938 година доминантно беше населена со грци. Вековниот грчки карактер на брегот и успехот на Грција со помош на Друштвото на народите во населувањето во областа на Грција од Мала Азија и дава на Грција неспорно силни права за нејзиниот дел од Македонија. Второ, грчкиот економски интерес е голем. Грчка Македонија е најбогата од грчките провинции и е од голема важност за Грција, поради нејзините житници, пасиштата, тутунската индустрија, се уште целосно неискористените минерални ресурси и нејзиното цврсто селско население. Трето, Солунската област е важна за одбраната на Грција. Грчкиот стратегиски интерес е да има прикладна заднина која ќе служи како заштита за Солун и за пасиштата кон Флорина, Лерин, Касторија, Костур и Тракија, против кој било непријател кој не е голема сила. Исто така, грчки интерес е Бугарија да не се прошири како во 1941 година со вклучување на Југословенска Македонија и не треба да се дозволи формирање на една словенска сила која ќе ја држи цела негрчка Македонија и ќе го доминира Балканскиот полуостров. Во однос на бугарските аспирации спрема Македонија, тие ќе истакнат. Добивањето на поголемиот дел од Македонија е традиционална аспирација на бугарскиот народ. До 1919 година Бугарија можеше да се повикува на чувството на мнозинството од македонските словени. По 1919 година населението од грчка Македонија кое беше наклонето кон Бугарија беше редуцирано на мал број, а поголемиот број од оние од Југословенска Македонија се чини постепено ја напуштија надежта за анексија од страна на Бугарија и ја прифатија она за автономија во Југословенска или Балканско-Словенска или Балканска федерација. Бугарскиот основен економски интерес во Македонија лежи во добивањето на пригоден излез на Егејското море, кој, истакнуваат бугарите, бил затворен за нив пред 1939 година поради непријателството на грчките власти. Најдобриот излез за западна Бугарија би бил Солун или, ако не, Кавала. Алтернативно таков излез би можел да се оствари не во Македонија, туку во Дедеагач, Александрополис, во Тракија. Бугарскиот стратегиски интерес се чини едвоен. Прво, поседувањето на Вардарскиот басен би овозможило да ја одвои Грција од Југославија и да добие заедничка граница со Албанија. Второ, поседувањето на умерен дел од Македонија во кој би било вклучено и пристаниште од Егејското море би ја ослободило Бугарија од зависноста на пловните патишта на Црното море. Во однос на албанските интереси ќе истакнат. Албанија може да има етнички барања чија валидност би била тешко да се процени на областа Тетово, Гостивар, Кичево и Охрид. Но првите од овие три области лежат во Вардарскиот басен и географски припаѓаат кон Македонија. Охрид е зад планините во басенот на Дрим и дури сметаат дека од економска и стратегиска основа би било оправдано Охрид да и се даде на Албанија. Во своите анализи тие посебно се осврнуваат и на појавените револуционерни движења кои биле во спротивност со сите дотогашни традиционални интереси на балканските држави, кои се развиле особено од 1941 година во и околу Македонија. Новопројавените револуционерни тенденции, според нив, се чини ги прекинаа историските граници и националните антагонизми на балканските словени.
меѓу српските и македонско-словенските партизани и бугарските левичари, во 1943 година се чини имаше повеќе одушевеност за социјална револуција отколку за национални држави. Во Грција и Албанија имаше исти тенденции. Јачината на овие движења во врска со силите кои ги представуваат традициите од 19. век и последиците од нивниот судир со тие тенденции, ќе зависи разбирливо од настаните на Балканот и во таа етапа ќе зависи од политиката усвоена спрема нив од Велика Британија, Соединетите Американски држави и Советскиот сојуз. Според нив, овие движења стекнаа углед со нивниот активен отпор на германските сили. Но се додека политиката на големите сојузници во однос на Балканот е позната, тешко е да се процени релативната сила на спротивставените сили во Македонија, освен дека грчкиот карактер на грчка Македонија е востановен. На крајот од меморандумот, експертите ги даваат и можните солуции според нивните анализи. Според нив, прво, изворната солуција застапувана од ВМРО беше независност на цела Македонија, базирана на еднакви права и однос кон незините жители, без разлика на раса. Под предпоставка Македонија навистина да е независна, бугарскиот отпор кон оваа солуција можеби не би бил голем, особено по изгубената војна. Непомирливост противставување секако ќе покаже Србија, која полага право и смета дека Југословенска Македонија е дел од Србија, освен ако власта во Србија во иднина помине во рацете на помалку националистички елементи. Но и да е така, идејата за независна Македонија е застарена. Таква држава не може да екзистира без нејзиниот природен главен град Солун и Грција нема доброволно да го отстапи тој голем грчки град, а ниту македонските грци би прифатиле да бидат одделени од Грција. Уште повеќе, тоа би ја изолирало грчка Тракија од останатиот дел на Грција и може да ги стимулира бугарските, македонските и можеби турските претензии кон таа провинција. Посебно место во нивните анализи засемаат размислувањата за формите на македонската автономија во рамките на некој вид федерација. Според нив, автономија на Македонија како целина во рамките на Балканска федерација би ја вклучила и грчка Македонија во автономната држава, но тоа би наишло на истите пречки кои се истакнати во претходната сугестија. Идејата за автономија на негрчка Македонија во рамките на Федерација на Балканските Словени, што би можела да се оствари со доаѓањето на власт на нови елементи во Србија и Бугарија, сметале дека е најдобриот начин да се стави крај на меѓусебниот антагонизам меѓу Југославија и Бугарија, кој ги влече своите корени од македонското прашање и на тој начин би се овозможило формирање на голема федерална држава на Јужните Словени, што е и краен идеал на голем дел од интелигенцијата и помалку шовинистичките балкански Словени. Според нив, таквата солуција за негрчка Македонија може да има одобрување од Советскиот сојуз. Нивните размисли за формирање на Словенска федерација, која ќе се протега од Јадранското до Црното море, сметале дека би предизвикале страв и кај Грција и Турција и дека таквата солуција може да биде во спротивност со британските интереси. Автономијата на негрчка Македонија во рамките на Балканска федерација сметале дека може да представува комбинација на автономија за населението свесно за својот посебен идентитет со економска слобода на поголема област и слободен излез на Солун. Но, според нив таквата Балканска федерација за нејзиното хармонично работење ќе бара одреден степен на доверба меѓу сите балкански нации, за што тие сепак даваат малку докази. Исто така, тие во своите анализи како солуции ги враќале и некои предлози кои биле претходно во оптек. Така, тие сметале дека може да се направи возобновување на предлогот даден во 1915 година од силите на Антантата за отстапување на Србија на Бугарија на неколку области источно од Вардар, што според нив зависело од размената на делови од населението од Југословенска Македонија, кои сакаат да ја преминат новата гранична линија. Таквиот предлог може да биде поздравен од Бугарија како краен договор за нејзините претензии кон негрчка Македонија.
но тоа ќе повлече со себе преместување на југословенско-бугарската граница од планинските меѓи во речниот басен, а дека таквиот потег југословените ќе го сметаат како загрозување на нивната главна комуникацијска линија со Грција и Солун, и сметале дека не е многу веројатно дека многу од селаните ќе ја прифатат шансата да ја променат националноста и исто не е веројатно дека двете држави би го спречиле емигрирањето на населението кое го сметаат за свое, со резултат дека иредентизмот нема да биде отстранет. Но биле сосема сигурни дека србите немало да се согласат да ја отстапат територија на Бугарија, за која тие 4 пати се бореа во 30 години. Но она што сигурно го знаеле било дека предлогот сигурно ќе предизвикал спротивставување на Грција. Исто така, во своите барања на солуции направиле и анализа на можноста во случај нетрадиционалните, лево ориентирани сили да станат предоминантни во Србија и Бугарија, можна солуција за негрчка Македонија може да се најде во комбинација на Јужнословенска федерација, вклучувајќи ја Југославија и Бугарија заедно со неавтономија на негрчка Македонија, туку отстапување на Бугарија на неколку области од источна Југословенска Македонија. Според нивните анализи, делови од населението кои го сакаат тоа, би биле слободни да се префрлат преку внатрешните граници меѓу Србија и Бугарија и може да се очекува да му се стави крај на српско-бугарскиот раскол. Оваа солуција нема да ги има предностите на локалната автономија, зашто тие можат да расправаат дека негрчка Македонија е премногу мала и сиромашна. А како што се навестува, тоа би го зголемило стравот на Турција и Грција. Експертите на Министерството за надворешни работи како солуција ја разработувале и можноста во случај Балканскиот полуостров да се најде под контрола на голема сила, таа сила да стави крај на локалното непријателство и да ги смири расите во Македонија и на целиот полуостров и нејзе да и бидат подчинети. Според нивните анализи, единствената сила способна и разбирливо подготвена да ја изврши оваа задача бил Советскиот сојуз. Но биле наполно свесни дека таквата солуција би предизвикала силно спротивставување од Турција, Грција и на поголемиот дел од другите балкански народи. Исто така, тоа би предизвикало големи последици на меѓународно поле. Тие сметале дека можно е и реставрирање на статус квото од пред 1941 година со неизбежното продолжување на непомирливиот национализам во Македонија. Таа ситуација секако може да биде и нешто ублажена во случај да се востановат слободни пристаништа и комуникации меѓу Солун и Кавала, иако тие слободни пристаништа и комуникации меѓу нив и главните центри на Југословенска и Бугарска Македонија се стават под меѓународна контрола. Секако, би било наивно да се очекува да следува политичко смирување со овие мерки и мора искрено да се признае дека додека овој начин можеби е единствено остварлив имајќи ја предвид политичката ситуација, тој секако не го дава крајното решение ниту за македонскиот, ниту за балканските проблеми. На крајот од нивните анализи и набележани солуции морале да констатираат дека балканската ситуација вклучува такви непредвидливи фактори што е можно и друго практично решение кое во моментот не може да се предвиди.